Втора книга Цареви, ќе читаме глава 2. Односно само ќе отвориме, нема толку многу да читаме, бидејќи минатиот пат ја завршивме втора книга Цареви глава 2, ама чисто за подсетување тука може да видите дека минатиот пат размислувавме за оној момент кога Господ го вознесе Илија. Сеќавате, Илија е еден од 20 луѓе во целата Библија кој што нема доживеано смрт, туку Бог ги изведе крај себе. И во втора книга Цареви, втора глава, читаме всушност за тој момент, од 1 до 14 стих. Таму ли се вели дека кога дојде време Бог Илија да го напушти овој свет, Бог не му дозволи да искуси смрт, туку го зема кај себе и после Илија остана неговиот наследник Елисеј. И веќе отприлика 20 недели наназад размислуваме за тоа како, не поред 20 недели, ама кога ми беше мене ред да проповедам, размислуваме за тоа што Бог направи во животот на овој човек. И како тоа што тој го направи, барем треба нам да ни даде одреден предвкус, да речеме, Господе, па ако можеш ти да правиш вакви дела во животот на Илија, можеш ти и во мојот живот да правиш. И некој може би ќе рече, ама знаеш што тоа е Илија и тој бил пророк и така натаму. И Јаков во неговото послание, во 5 глава 17 стих, вика, Илија беше човек како секој еден од нас. Со други зборови, кога Бог тебе те гледа денеска, не гледа никаква разлика во однос на вредноста, во однос на способностите, помеѓу тебе и помеѓу пророкот Илија што живеел пред 3000 години и ги правил сите тие работи кои што ги правил. Единственото нешто кое што ја би рекол главната причина поради која што Бог преку Илија действуваше баш на таков начин, беше бидејќи Илија му беше посветен, му веруваше и беше човек од молитва. Илија како поединец во тоа време беше сето она што Израел требаше како народ да биде. Илија во тоа време како поединец, верувам дека би можел да кажеме сето она што црквата денеска треба да биде. И затоа кога размислуваме за неговиот живот, кога читаме за него, треба да бидеме потикнати, да, Господе, како што ти действуваше во неговиот живот, действувај и во мојот живот, а исто така, действувај и помеѓу нас. Действувај и во оваа земница. Како што преку Илија правеше дела, па дури и правеше чуда. Господе, направи ги помеѓу нас. Тоа е, верувам дека она правилно и вистинско читање и вистински пристап кон Библијата. И за мене Илија, причината зошто го одбрав Илија, и 20 неколку недели размислуваме за него, бидејќи ми е еден од помилените и поинтересните ликови во Стариот Завет. Малку субјективна причина, ама сепак верувам дека барем на некој од вас ви беше од полза да слушате како Бог действувал преку него. Една од причините зашто ми е поинтересен лик е затоа што она кратка, ако може да кажеме, биографија запишана во прва книга Цареви и втора книга Цареви за него, ми кажува или ме подсетува дека дури и тие, ако може условно кажано да ги кажеме, великани на верата од Светото Писмо, биле само луѓе. Вие го имате Илија, во еден момент Светото Писмо вели, глава 18, прва Цареви, кај што повика оган од небото. Единствениот човек во историјата на човечеството, барем од тоа што го читаме во Светото Писмо и во црковната историја, кој што повика оган од небото. Кажеш, леле, колку големо дело, леле, како Бог действувал преку него. Тоа е прва книга Цареви, глава 18. Во глава 19, неколку стихови подоцна, Илија доаѓа кај Бог и му вика, преку глава ми оце, земи ми го животот. Не ми се живее веќе. Со други збори, имал подеми, имал моменти кај што леле, ке речеш какви работи правил, ами како секој еден од нас бил човек кај што ќе се рече, Господе, премногу носам моментално во животот. Премногу бреми имам, премногу товар имам, стварно ми е дојдено веќе преку глава од се, стварно веќе не можам веќе да се носам со сето ова. И се разбира, кога Илија дојде кај Бог со таа молитва, Бог не ме услиша таа молитва. Бог му даде начин како да се носи со сите тие работи. И затоа ми се допаѓа Илија покрај другото, бидејќи многу ме потсеќа на псалмите во Библијата. Некои од псалмите во Библијата се искрени песни кај што псалмистот доаѓа и му вика на Бог, премногу ми е. Премногу ми е. Не те чувствувам во оваа ситуација во животот во која што се наоѓам. Те барам, ама некако да не можам да те најдам. Искрени молитви. Бог сака искрени молитви. Не сака маски. Не сака, леле, Господе, мене колку ми убаво денес кога што сум во црква. Не, може и повеќе сака Господе дојде во црква, пошто не знам кај да одам денеска веќе.
Дојде во црква бидејќи јас ќе си реков, можеби тука ќе ми услишаш мојата молитва. Дојде во црква бидејќи ми треба помош. Бидејќи сакам да те барам не сама, заедно со другите кои што тебе те бараат. Бог сака искрени молитви. И затоа мене ми се допаѓа Илија, бидејќи во неговата кратка биографија читам за работи и за моменти кај што стварно му било тешко и знаел тоа тешко да го процесира пред Бог. Знаете, на сите нас кога тогаш, и тоа често во животот ќе ни дое тешко од нешто. Работа, финанси, здравје, семејство, деца и така натаму, ќе ни дое веќе ќе речеме, знаеш што, на премногу фронтови сега се борам и стварно не знам на каде се свртам. Проблемот наш често не е тоа што ни доаѓа тешко во животот, туку што него носиме тоа тешко пред Бог. И да ни рече, Бог да ни даде начин како да се носиме со тоа и како да продолжиме напред. И гледајќи наназад на Илија, ние гледаме на човек кој што живеел пред околу 3000 години во свет кој што во некои аспекти или во многу аспекти бил различен од нашиот. Луѓето се обликувале поинаку тогаш, луѓето зборувале поинаков јазик, луѓето имале поинаква инфраструктура, поинаква архитектура, луѓето имале поинакви начини на комуникација во тоа време, луѓето имале поинакви, ако може да кажеме, технологии кои што им го леснувале животот. Ама тој свет, иако во многу аспекти е различен од нашиот, во суштината верувам дека е ист. Знаете, царот Соломон во книгата Проповедник има кажано дека нема ништо ново под сонцето. Тоа што било, тоа и ќе биде. Тоа што се правело, тоа и ќе се прави. Светот во кој што служеше Илија и во кој што живееше Илија е сличен на нашиот од перспектива на тоа што и тогаш и денес луѓето го сакаат гревот. И тогаш и денес срцата на луѓето се прилепуваат до гревот, се прилепуваат до идоли, се прилепуваат до други богови. Може би тие богови на кои што се поклонувале тогаш и боговите на кои што денеска луѓето се поклонуваат не се исти, ама во суштина човекот си е ист. И тогаш има луѓето потреба од Бог и денеска луѓето имаат потреба од Бог. И затоа верувам дека има што да научиме од него и можеме на некој начин да се поврземе со неговото искуство. Сега, минатиот пат, ви спомнав дека во втора книга Царови, втора глава, читаме за моментот кај што Бог го зема Илија крај себе. И обично во Библијата и во реалниот живот, кога Бог ќе прибере некого крај себе, таа личност веќе не ја гледаме, така? Освен еден ден во вечност, ако ќе бидеме заедно со Христос и со сите кои што се спасени. Илија е исклучок. Бог во Стариот Завет, втора книга Цареви, втора глава, го зеде, Илија го гледаме и во Новиот Завет. Во Лука, глава 9, читаме за моментот во кој што Господ Исус Христос зеде тројца од своите апостоли, ги однесе на една гора и пред нив се преобрази. Значи Лука 9, 28. И таму пишува, истото го пишува и Матеј во 17 глава, ама ајде ќе го прочитаме чисто бидејќи зборуваме за Илија, размислуваме за Илија и мора до крај да видиме каде Илија се појавува во писмото. И во Лука 9:28 пишува вака: На 8 дена по овие зборови ги зеде со себе Петар, Јован и Јаков и се искачи на гората да се помоли. И додека се молеше, изгледот на лицето негово се промени, а облеката му стана бела и светла. И ете дојдоа двајца луѓе разговараа со него, а тие беа Мојсей и Илија. Па кога се појавија во слава, тие зборуваа за неговото заминување кое требаше да заврши во Ерусалим. А Петар и неговите другари ги беше совладал сон, но штом се разбудија, ја видоа славата негова и двајцата што стоја до него. Кога се разделува од него, Петар, без да знае што зборува, му рече на Исус: Учителе, добро е да останеме овде, да направиме 3 колиби, за тебе една, за Мојсе една и за Илија една. Додека го велеше тоа, се појави облак и фрли сенка врз нив и се уплашија штом влегува во облакот. И дојде глас од облакот кој велеше: Ова е мојот возлюбен син, него послушајте го. А кога се чу тој глас, Исус беше останал сам и тие премолчаа и никому ништо не кажаа во тоа време за она што го беа виделе. Во Евангелието според Матеј, 17 глава, ни се вели дека, ни се опишува овој настан, ама не ни е дадена темата на разговор.
помеѓу Исус, Мојсей и Илија. Лука ни ја дава темата на разговор, неговото заминување во Ерусалим. И сега прашањето е, од толку многу старозаветни ликови, она што ние денеска го нарекуваме Стар Завет, а евреите уште си го викаат писмо. Од толку многу старозаветни ликови, зошто се појавија баш Мојсей и Илија? Денес мора да го спомнеме Мојсей, иако размислуваме за Илија, ама и Мојсей беше тука. Зошто? Од сите. Зошто, например, не се појавија, не знам, други великани на верата, Аврам и Давид? Ајде да речем. Зошто баш овие двајца? Одговорот е следниот. Затоа што Мојсей и Илија при овој настан се представници на законот и на пророците. Често кога Исус зборуваше, ајде да земе проповета на гората, беседата на гората. Сеќавате кога Исус го објасни златното правило. Златното правило гласи вака: правим го на другите, тоа што сакаш другите да го прават тебе. Ама дополнувањето на Исус е: врз тоа стојат законот и пророците. Законот и пророците се главните столбови на она што ние го нарекуваме Стар Завет. Има и други книги, нели? Законот, петокнижието на Мојсей, пророците се тие кои што се, има историски книги, ама главните столбови на Стариот Завет се законот и пророците. И во овој настан го гледаме Мојсей како представник на законот и Бог во својата промисла не дал некој друг пророк, туку го пратил пророкот Илија на некој начин да биде како представник на пророците. И сега, ако ќе земете да читате Стар Завет, ќе видите дека и во законот, и во пророците често се спомнува дека еден ден ќе дојде некој кој што ќе го спаси светот. Уште во првата книга во Библијата, кога Адам и Ева направија грев, создавање, Битие, 3 глава, 15 стих, кај што Господ вика дека семето на жената, дека змијата ќе се бори против семето на жената и семето на жената ќе му смачка главата. Тоа е уште во законот е пишано, уште во тоа петокнижие, уште тоа се ветува доаѓањето на Христос. Пророците кои ќе земете ги читате, постојано, особено пак кај Исаија и кај некои други слични на него пророци кои што постојано укажуваат дека еден ден ќе дојде еден кој што ќе донесе спасение за сите народи. И законот, и пророците не си служија сами на себе, туку беа подготовка и најава за доаѓањето на Господ Исус Христос. И сега кога он конечно дојде, имаме представник од законот, имаме представник на пророците, кои што на некој начин го потврдуваат неговиот идентитет. Кога Јаков, Јован и Петар ги видоа Мојсей и Илија таму, они знаеа, они беа евреи, они знаеа што и Мојсей имаше поучувано и што Илија поучуваше, и што законот поучуваше и што пророците поучуваа. И знаеа дека штом овие го потврдуваат, тогаш има нешто посебно овдека. Ама најважно од се беше што вика се јави глас од небото и Бог Отецот рече: ова е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја него да го послушате. И сега има многу нешта во однос на кој што може да се кажат во однос на преображението на Господ Исус Христос. И не ни е главна тема на денешната проповед. Јас го спомнувам поради тоа што Илија се спомнува тука. Ама моветот е дека Илија, како представник на пророците, и се што размислувавме за него до сега, во тие 20 неколку проповеди, се што он правеше на некој начин беше подготовка и најава за доаѓањето на Господ Исус Христос. Се што се случува во Стариот Завет е на некој начин подготовка и најава за доаѓањето на Христос. Христос е централната точка во Светото Писмо. Они гледа напред према крстот, ние гледаме назад према крстот, бидејќи се случило пред 3000 години. Ама они не се служија сами на себе. Илија не се служеше сам на себе. Во се што правеше, ќе се сетите, дали било исцеление, дали било воскреснување на мртов, дали било надприродно давање на храна некому, дали било викање оган од небото, никој пат Илија не рече: гледате ме јас, што правам. Туку секој пат беше Господ. Што значи неговото име? Господ е Бог. Ели, Ел и Јах. Господ е Бог. Во време во кое што имаше идолопоклонство, неговите родители му дадоа име кој што носеше порака дека Господ, дека Јахве е вистинскиот Бог.
И тоа Јахве, тоа име Јахве, нели, она што се преведува, јас сум. Кога дојде Исус, што рече? Уште пред да биде Аврам, јас сум. Со се што правеше Илија, му служеше на јас сум. И еве го конечно доаѓа и Илија едноставно, на некој начин дури вика, имаше можност да разговара со оне на кој што му служеше. На гората на преображението. И додека размислувам за тоа, си верувам дека и тука има поука за нас денеска. Како што Илија и неговите колеги пророците, се што правеа за Господ. За да ги упатуваат другите на Господ, на неговата слава, на неговата добрина, на неговата љубов. Верувам дека повикот за нас денеска е ист. Ја не знам дали помеѓу нас некој има кој што е повикан да биде пророк, ама не мора да бидеме пророци за да ги упатуваме другите кон Христос. Доволно е да бидеме луѓе. Доволно да бидеме родители, да бидеме работници, да бидеме луѓе кои што и припаѓаат од некое семејство, да бидеме луѓе, да функционираме во секојдневието. Таму каде што сме, таму каде што Бог не поставил, со семејството, со работата, со пријателите, со црквата, секој еден од нас, верувам, како Христов следбеник, е повикан да ги упатува другите кон Христос. Знаете, христијанскиот живот не е јас си служам на моите планови, на моите желби, на моите агенди. И само тоа мене ме интересира. Не, мене ме интересира Царството Божјо и неговата правда. Или треба да ме интересира. И Христос вели, тоа нека ви интересира. Се друго што ви треба во животот, ќе ви биде предадено. Ама кога ме интересира само тоа, јас сум веќе во служба на Господ Исус Христос. И тоа е повикот за нас денес како заедница. Тоа е повикот за Евангелска соборна црква Скопје. Преку активностите што ги правиме, преку контактите со луѓето, преку тоа кога човек првпат ќе дојде во ново место, да свати дека овие тука ги интересира само Божјата слава. А кога човек го интересира Божјата слава и Божјото царство, ќе го интересира и доброто на другите луѓе. Не е тоа нешто апстрактно, сега ние само се интересираме за нешто кое што никој не може да го види. Не, кога Божјото царство ми е топ приоритет во животот, кога Божјото царство на оваа заедница ќе биде топ приоритет во животот, другите ќе може да го видат тоа, бидејќи ќе ги видат резултатите од тој интерес, од тој приоритет. И затоа верувам дека овој настан со преображението не поттикнува да размислуваме на тоа. На Илија, на неговите колеги, на пророците и како се што правеа, они правеа за Христос. И како тој повик е повик и за нас денес. И кога Бог го повика Илија, го повика во време кое што беше тешко за живење во Израел. Во прва книга Цареви, 16 глава, 30 стих, пишува дека Илија дојде во време, односно, чисто таму да ви прочитам опис на царот кој што владееше во времето на Илија. Во прва Цареви 16 глава 30 стих пишува: И Амвриевиот син Ахав правеше зло пред очите на Господ повеќе од сите негови предходници. Ова е Ахав, царот кој што владееше кога пророкот Илија, ако може така да кажам, истапи на сцената. Значи, од сите цареви во Израел до тој момент, вие го имате најлошиот, најрасипаниот. И Бог во такво време, кај што, кога ќе се зборува за лош цар во Библијата, не се зборува само он се прави лошо, туку неговиот духовен неморал води кон неморал низ целиот народ. Значи, имаме ситуација на беззаконие. И во некои аспекти наликува, јас барем мислам на тоа, на состојбата во нашата држава. Ти гледаш и си викаш како може волку беззаконие да владе. И јас верувам дека Илија во негово време може би исти прашања си поставува. Како може да се најдеме во ваква ситуација? Како може ваков духовен неморал? Како може ваква морална отпаднатост да има помеѓу луѓето? Гледаш и се чудиш и си викаш нема дно ова. И кога ќе стигнат луѓето до дно, земаат лопати и копаат уште подлабоко дно. Илија беше во таква ситуација повикан од Господ. Таков му беше, ако може да кажам, късметот. Да се роди во тоа време и Бог да му рече, сега во ова време ќе те повикам да ми служиш.
И нашиот, условно кажано, късмет е да се родиме во ова време, да живееме во ова време и на ова поднебје, таму каде што сме. Со сите проблеми и реално гледано, ако ние денеска можеме да се жалиме од водачите на нашата држава, колку повеќе можел Илија да се жали во тоа време. Ама Бог му даде начин да служи и духовно да расте во време кое што беше, ако може да кажеме човечки гледано, неповолно за такво нешто. Бог му рече, сега те повикувам и таму го ползуваше. И тоа што е интересно во времето на Илија, и тоа го зборевме во минатите проповеди, некои од минатите проповеди, ама денеска ќе направиме на рекапитулација на се што зборевме до сега, кратко, е дека во времето на Илија, луѓето не го одрекуваа постојањето на Господ. Ретки беа тие што го одрекуваа постојањето на Господ. Повеќе беше мешана вера. Од една страна викаат, Господ постои, и Симон храми во Јерусалим и така натаму, ама од друга страна Господ не беше единствениот Бог на кој што му се поклонуваа. Си го има Ваал, си има Ашера и така натаму. И повторно во тие аспекти мене ми наликува на општеството во кое што ние денеска живееме. Денеска многу луѓе студираат во гради, се викаат нашата вера од нашите предци и така натаму, и нашата црква и сето тоа, ама истовремено додека го прават тоа се поклонуваат и многу други богови. Задоволство, кариера, телесни страсти и така натаму. Значи, и си го имам ја Господ како е на резерва, ама јас имам и други вредности во животот. И кога Илија дојде да им проповеда на таквите дека постои само еден Господ, луѓето се навредија. Кога Илија ги предизвика израелците, им рече, одлучете денеска кому ќе служите. Ако Господ е Бог, служете му нему. Ако Ваал е Бог, служете му нему. И на луѓето не им беше seедно. Вика во Прво цари 18 глава, молчеа сите. Зошто молчеа? Пошто беа виновни. И денеска повикот на црквата, повторно поттикната од тоа што Бог го правеше преку Илија, е дека и денеска црквата е повикана да проповеда таа иста стара порака, дека постои само еден Господ. И дека луѓето, секој, треба да одлучи кому ќе служи. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа пред Отецот, освен преку мене. И кога ќе разговарате со некој и ќе му кажете има само еден пат до спасението, луѓето викаат, добро, ти така се мислиш, тоа е твојата вера. Ти држиш се за твоето, јас имам нешто поинакво. И во ред, секој си има право да се држи за своето поинакво. Ама секој ќе си ги сноси и последиците од тоа негово поинакво. Ама повикот за црквата денеска е постои само еден Господ. Тоа е Евангелието, тоа не е моја порака. Тоа е порака што е дадена на мене, на тебе и наше само да ја пренесеме. И покрај тоа што Илија ја пренесе таа Божја порака во тоа општество кое што беше и духовно и морално паднато, она што го гледаме од неговата животна приказна е дека дури во такви околности Илија го доживеа Господ на своја кожа. Ја доживеа Господовата сила да промени, да направи нешто во него, да направи нешто во него и да направи нешто преку него. Искушението за нас некој пат ќе биде, кога ќе се најдеме во некое општество кое што духовно е паднато, морално е паднато, искушението за нас ќе биде да мислиме дека ова е пустина, дека ова неплодна земја и дека тука човек не може да напредува. Океј, во одредени аспекти, ако немаш партиска книжка, не можеш да напредуваш. Ама не е за се така во животот. Илија во тоа општество кај што беше за никаде, Илија духовно го доживеа Бог и Бог го променуваше, и Илија растеше во верата. Значи, нашата способност да растеме во верата, да растеме во радост, да растеме во љубовта, во грижата за другите и така натаму, не е ограничено тоа што се случува околу нас. Ограничено тоа што се случува во нас. И колку ние сме спремни да му речеме на Бог, Боже, тука каде што сум, действувај во мене. Ја не знам што другите прават, загрижен сум и стварно ме боли тоа што другите го прават, ама јас сум одговорен сам за себе. И тука каде што сум, во овој хаос, ти можеш да направиш да растам. Во тој хаос кај што беше Илија, Бог направи да расте. Бог правеше чуда и дела преку него. И верувам дека црквата денеска не треба да се обесправи да рече се е отидено.
неповратно отиде на село, државата, што ќе правиме, како ќе правиме. Не, црквата треба да биде таа светла точка. Исус рече, вие сте светлината на светот. И светлината на светот, вика, не се става под поклопец. Некој па црквата зема едно тенџере и свеќата става и вика, ајде да се ја заштитиме свеќава. Не, светлината треба да биде откриена. Да рече, Господе, ако ти си можел тогаш да правиш големи чуда, можеш ти и денеска да правиш чуда, може да правиш дела преку нас. Може да видиме животи како се менуваат. Ако сме отворени за Него. И бидејќи Илија беше отворен за Господ, за неговото действување, Бог го праќаше кај различни луѓе. И ако сакаме да му служиме на Христос, мора да бидеме спремни дека Он ќе не праќа кај различен тип на луѓе. Сетете се која беше, ако може да кажеме, црковната зедница на Илија. Луѓето на кој што Бог го праќаше. Имаше цар, кој што беше безбожник, ама Бог му рече, иди кај него. Имаше вдовица, која што не знаеше од кај ќе дојде следниот оброк. Бог му рече, иди кај неа. Имаше човек по име Авди, кој што му беше десна рака на царот. Бог му го донесе пред него. Имаше цел народ кој што беше отпаднички народ и Бог му ги донесе на планината Кармел. Го имаше пророкот Елисеј, ги имаше и другите пророци пред Господ да го земе при себе. Значи, ако може да ги наречеме овие луѓе, условно кажеме црковната зедница на Илија, имаше секакви. Секакви луѓе. Имаше и безбожници, имаше и посветени, имаше кои што се сомневаат, имаше сиромашни, имаше секакви. И кога ќе бидеме отворени пред Христос, да не ползува, да ги благослови другите таму каде што сме, Бог ќе не праќа кај различни луѓе. Оно што ми се допаѓа кај Илија е дека он не бираше, не, јас одам кај повидни луѓе, јас одам кај цареви само. Оваа вдовицата не ми се допаѓа баш, кој знае, сиромашни, не. Кај што ќе го пратеше Господ, он одеше таму. И во нашите животи Бог ќе ти пушти, условно кажано, и цар, некој голем човек, на кој што му треба Бог, и ќе ти пушти некоја вдовица која што нема ништо, повторно жена на која што е потребен Господ Исус Христос. И јас се надевам дека ние како заедница ќе научиме да имаме таков пристап. Не е важно со кого доаѓаме во контакт. Може тука да дојде некој што е шеф на фирма, може некој да дојде некој кој што не знае како му дојде следниот оброк. Повикот за нас е, Јаков во неговото послание вика, исто треба да ги третирате и двајцата. Да сватите дека двајцата се создадени според Божиот лик и двајцата имаат потреба од Господ. Не е важно што имаат во джебот. Не е важно каква е состојбата во банка, на сметката. Важно е дека секој човек е создаден според Божиот лик и на секој човек му е потребен Бог. Тој пристап, ако го имаме кон луѓето, не само што ќе дојдат тука во црква, ние ќе се отидеме во црковната зграда, ние ќе се отидеме сега, утре одиме на работа. Ако имаме таков пристап кон било кој што ќе ни дојде дека, овој човек со кој што сега разговарам, е човек создаден според Божиот лик. Со себе носи достоинство. Не знам каква облека носи на себе, ама во себе носи достоинство. Ја верувам дека тоа ќе даде на понаква димензија на нашите меѓусебни односи. Ќе сватиме, како што вели еден христијански автор, дека ниту еден човек не е обичен смртник. Зошто? Бидејќи ниту еден човек не е нешто помало од тоа што Бог го создал. А тоа е личност според неговиот лик. И сега, ако верувам дека ние треба да бидеме отворени, да му служиме на Христос без разлика пред какви луѓе се наоѓаме, без разлика какви луѓе ќе ни дојдат на нашиот животен пат, не сакам да кажам дека секој пат тие луѓе ќе бидат благодарни, ќе речат, леле, ваков човек како тебе, не сум запознал до сега во животот. Кај беше до сега? Не, ќе има луѓе кои што Илија служеше и на царот, и на неговата сопруга индиректно, не се покајаа до крај. Има луѓе кои што нема да го прифатат тоа што имаш ти да го дадеш. Има луѓе кои што Христос не ги интересира. Така беше искуството на Илија, такво е и нашето искуство денес. Ама тоа не значи дека треба да бидеме обесхрабрени, да речеме, знаеш што, луѓево не ги интересира Господ. Често тоа ни е нас изговор. Луѓево не ги интересира Господ. Не е вистина. Има луѓе што ги интересира.
Има луѓе кои што трагаат, можеби не знаат со тие зборови да го опишат. Ама има луѓе кои што трагаат. И верувам дека ако бидеме отворени за сите луѓе, дека Бог покрај другото ќе ни донесе и такви луѓе на нашиот животен пат. И иако неговата порака не беше секој пат прифатена, сепак Илија има значено место во историјата, во библиската историја, во историјата на Израел како народ. И причината поради која што Бог го исползува на таков моќен начин, на таков силен начин, причината поради која што Бог, знаете, исто ова е многу важно да го имаме в предвид, дека не е станува збор за ситуација во која што само Бог го ползуваше Илија во животот на другите луѓе. Ако сме отворени за Божото действување, често ќе се случи Бог да ги ползува другите луѓе за да направи нешто во нашиот живот. Не е дека сега ние секој пат сме правите и најправените, па сега сите други имаат потреба тоа што немаме да го дадеме. Не, некој пат ако си отворен, Бог ќе ти прати некој друг кој што ќе направи, преку кој што ќе направи нешто во твојот живот. А причината зашто Бог толку моќно го ползуваше Илија беше едноставна. Илија му веруваше на Господ. Илија беше човек од молитва. И кога Господ ќе му речеше иди таму, секој пат читаме дека следниот стих вика и Илија стана и отиде таму. Не ја комплицираше многу верата. Ние некој пат денеска Бог ќе ти стане на срце да благословиш некого, чекај да се молам сега јас. Господе, ти вака ја мислам, ама ти што мислиш? И не слушаме никаков глас можеби од небесата и ќе речеме, па не сум баш сигурен дали треба да ја благословам таа личност. Премногу го комплицираме некој пат верата. Ако Бог ти вика јави се на таа личност бидејќи ти дава некое чувство внатре дека и треба повик на таа личност во моментот или треба некој да разговара со неа, нема мисли многу. Јави се. Те помислив, добар ли се? Можеби се добри, не дека не, ама знаат дека некој мисли на нив. Нема потреба сега да се молиме и да комплицираме и така, мислам, да се молиме за такви моменти. И како има потреба да се молиме? Ама кога Бог те поттикнува да направиш нешто, Илија вика само стануваше, ќе отиде и ќе се заврши работата. Затоа Бог го ползуваше, бидејќи не ја комплицираше послушноста. Знаеш ли, оди, значи оди. А не оди, значи, ама дали да одам? Ама кога да одам? Ама како да направам? Ама во ред ли е? Не ли е во ред? Ќе се изгуби значењето на послушноста ако тргнеме со тие прашања. И не знаеме ние за Илија, многу работи не знаеме за него. Не знаеме имал ли некакво образование, не знаеме од какво семејство потекнува, не знаеме, бил популарен, не бил популарен во тоа време, ништо не знаеме. Ма знаеме дека бил посветен и тоа му било доволно на Бог. Јас немам ништо против човек да има и теолошко образование, јас немам ништо против тоа човек да има и стаж во црквата, јас немам ништо против тоа човек да има и сертификати, и дипломи, и читано книги и така натаму. Океј е тоа, се е тоа во ред. Ама сите тие работи не се услов или предуслов за Бог да не ползува. Бог не вика, извини, премалку знае за мене, иди сега читай Библија 2 години, па врати се после, па ќе видам што можам преку тебе да направам. Не, тука каде што си, со тоа знаење, со тие ресурси, со тие шанси и околности кои што ги имаш во животот, Бог вика, таму каде што си, јас можам да действувам преку тебе. Можам да действувам во тебе, можам да действувам преку тебе. Сите овие работи кои што ги набрав сега пред малце, се додатоци и се украси кои што ако човек ги има, убаво. Не е ништо лошо. Ама само по себе не ограничува во Божите очи. И кога размислувавме за животот на пророкот Илија, видовме дека Бог преку него направи стварно големи дела. Од воскреснување на човек, до повикување оган од небото, до чудесен начин на давање брашно и масло кај вдовицата, многу работи имаше. Ама не сакам да добиеме впечаток дека Бог сака преку нас со семејствите работи ги направи. Бог не ми вика сега да се качам на водно да се молам оган да падне од небото за не знам што да направи, да изгори шумата или да изгори некоја жртва. Не е тоа поента, Бог не прави копии. Бог прави оригинали. Така действувало во животот на пророкот Илија и тоа ни е запишано за да речеме и Бог е жив. Бог е жив и Бог действува денес и е активен. Може би Бог преку нас нема да воскресне мртов човек денес, ама може би, ако бидеме отворени за неговото действување, ако му бидеме послушни,
Може би Бог сака да воскресне верата и надежта во некој човек што го познаваме. Може би Бог не сака да воскресне преку нас мртов човек, викам може би. Така. Може би преку службата на црквата сака да воскресне некој брак кој што се распаѓа. Пример. Може би Бог не сака денеска преку нас на чудесен начин да направи во овој сад кај што има брашно и масло, како што беше со случајот со вдовицата од Сарепта. Ние сега направиме чудо и цело време тие да не исчезнуваат, демек цело време да се користи и цело време да ги има. Може би Бог не сака такво чудо да направи преку нас. Ама може би Бог преку хуманитарната дејност на црквата сака да донесе брашно и зејтин и масло во нечи дом. Може би нема да имаме ние прилика да проповедаме како што Илија имаше пред цареви, пред некои големци во оваа земја, ама може би Бог сака тука каде што сме да го проповедаме неговиот збор безкомпромисно. Може би Бог нема преку нас да пушти оган од небото, ама ако се молиме, може би па Бог сака да пушти исцеление од небото за некој кој што му е потребно. Не сваѓате, поентата не е, Господе, те молам, како што правиш ти во неговиот живот, така и во мојот живот. Не. Току согласно околностите, согласно приликите, Господ да го повикаме да действува во нас и повторно, како што спомнав претходно. Поентата не е само да бидеме неми и неактивни наблюдувачи на тоа што случувало пред 3000 години. Туку активни учесници, да речеме, Боже, тука каде што сум, таму каде што сум, во моето семејство, со сопругот, со сопругата, со детето, со браточедите, со мајка ми, со татко ми, со колегите на работа, со пријателите. Покажи ми, како сакаш ти јас да ги благословам овие луѓе? Како ти преку мене сакаш да се пројавиш во нивните животи? И јас според мене најубавиот комплимент кој што Илија го доби во неговиот живот беше пред Господ да го земе, сеќавате, он со Елисеј разговараше со пророкот Елисеј и Илија му вели на Елисеј, кажи ми што сакаш да направам за тебе. И Елисеј му рече, духот што е во тебе, Божјиот дух што е во тебе, сакам да биде дупло во мене, двојно да биде во мене. И знаете што ми кажува мене тоа? Дека луѓето околу пророкот Илија беајте како свесни дека Бог е во овој човек. Дека Бог действува во него и дека Бог действува преку него. Не знам кој е вашиот идеален комплимент кој што сакате да го добиете во животот. Некој сака да добие комплимент браво, успеа, се збогати, некој сака може да добие комплимент леле колку си убав, колку си паметен, колку си добар и така натаму. Ја мислам дека библиски гледано најдобриот комплимент кој што еден човек може да го добие е Бог е во него. Бог е во неа. Кога ќе те видат, кога ќе ме видат, кога ќе видат нашето размислување, кога ќе слушнат нашите зборови, кога ќе ги видат нашите дела, луѓето да станат свесни дека Бог е во нас. Може би нема да може да го кажат, да го објаснат баш со тие зборови, еј Бог е во тебе. Ама да знаат дека во животот на оваа личност има нешто несекојдневно и нешто надприродно кое што действува и кое што ја води. И ако тоа е предизвикот и повикот кој што Бог ни го дал, јас верувам дека Бог ќе ни даде сила, ако сме отворени за Него, да живееме таков живот. Кај што луѓето ќе речат, тоа што го имаш ти го сакам. Ја не знам како се вика, ја не знам што е, ја не знам како и од каде е, ама тој мир што го имаш, го сакам. Таа радост што имаш, ја сакам. Таа мудрост која што имаш, кога кога има некои проблеми кои треба да се реши, така смирено ќе си дојдеш, ќе се реши ситуацијата, од кај ти е бе тоа? Тоа е еден од најбоите комплименти. Ова се друго, убав си, богат си успел, еден ден, 2 метри под земја, хајде, готово, завршило тоа. Ама ова другово останува и може да биде поттик за луѓето. И со тоа завршуваме оваа серија на проповеди за животот и за делото на пророк Илија. И само повторно на работа сакам да ве потсетам, а тоа е дека Јаков во неговото послание вели, Илија беше обичен човек, како мене и како тебе. И ако Бог преку обичен човек во тоа време можел така да действува, пред 3000 години,
Бог може денеска, во 2024 година, во Скопје, таму каде што сме, да прави негови дела преку нашите животи. Единствен услов е да бидеме отворени. Да му веруваме и да речеме, Господе, како ти сакаш во контекстот кај што сум, во семејството кај што сум, на работното место кај што сум, со пријателите, со комшиите, како сакаш ти да се пројавиш во мене и преку мене. Едноставна молитва е, ама верувам дека Бог нема да ја остави неодговорена. Ќе ни каже, ќе не поттикне и ќе не води.